Неговото творештво представува спој помеѓу уметничката естетика и современиот авторски израз, кои што на некој начин дури представуваат и алатка за раскажување на личните и на колективните приказни. Неговите дела се вбројуваат во голем број на приватни и јавни уметнички колекции во земјава и странство, а неговиот најнов циклус, насловен како Нурни во мене, представува уште едно авторско и уметничко истражување, каде што платната представуваат огледало на душата, а секој потек всушност го отсликува внатрешниот свет на уметникот. Всушност, тоа на некој начин би било едно интимно патување низ слоевите на човековите емоции, на внатрешниот свет, на сеќавањата и на се она што човекот го прави човек. Во следниве минути разговараме со Сашо Блажевски Блажес и Гордана Велков. Во Нурни во мене за авторот Сашо Блажевски Блажес, емотивната страна е присатна доста. Меѓутоа, според мене како ликовен критичар, покрај емотивната страна, неговиот подвиг, неговото приватно лично доживување од лабините на Охридското езеро како емотивна приказна, значи подвиг. За некого подвиг да се открие самиот себе си, за некого авантуристички. Така да, тука ја гледам комуникацијата со публиката. Сметам дека секој од публиката може да се најде во овие две аспекти. Дали самиот себе си, да си го прифати подвигот, како што вика францускиот куратор Камило Рокана, неговиот текст се вика дишење. Значи, мораш да земеш воздух, мораш да го научиш дишењето и да почнеш нов подвиг. Кај Сашо Блажевски е тоа во езерото, тоа е негово најблиско обкружување, нова средина, паралелна од неговиот копнен живот, и тука он го прави неговиот длабок емотивен подвиг поврзано со дишењето. Нурнувањето не представува во никој случај бегство. Тоа представува себе пронаоѓање. Ова изложба е остварена на основа на покана од Гордана Велков, од Маја Чанкуловска и од директорот Панче Велков, директорот на музеј на град Скопје. Тие заедно ми се обратија и ме поканија дали би сакал да правам изложба во музеј на град Скопје веднаш после изложбата од Венеција. Меѓутоа, јас го дојдов и го видов просторот, пошто ретко доаѓам Скопје, го видов овој простор и добив идеја да направам комплетно нова изложба. Си дадов една задача, мислам дека голема задача беше, затоа што изложбата е остварена, односно реализирана во работа од 4 до 5 месеци, меѓутоа интензивна работа со неколку дена пауза, можам да кажам. И изложбата е работена во две ателија, и во моето ателија, и во уште еден простор кој го изнајмив. Сашо Блажевски е една исклучителна личност и образована уметнички. Потекнува од Букурешката академија, смер графика и магистар графика. Така да и во негово дело Нурни во мене се забележува основата, базата на графичката техника. Он е изузетен голем мајстор во графичката техника, тоа е неспорно. Така да во него гледам голем потенцијал и плюс Сашо не само што е ликовен уметник, тој е и конзерватор. Значи, Сашо Блажевски има повеќе очи, повеќе аспекти на кои што му приоѓа на уметничкото дело. Почнав со сликање на оваа слика која се вика Дишење. И таа слика ми беше прва слика изработена во 2024 година. И кога го видов овој простор,
самото тоа ме поттикна. Таа слика ја тргнав настрана и почнав нова тема. И некако природно си дојде во целиот циклус како последна. На крај. Значи ја додадов во истава тема. Она што мене лично ме фасцинира во оваа изложба е присуството за и околу Охридското езеро. Оти сметам дека за нас Охридското езеро е многу значајно, тоа е исклучително непроценливо богатство во нашата земја, и неговото присуство што поблиску до музејските витрини ме радува. Јас како еден заштитар и теоретичар на културното наследство ми недостасува да го има Охридското езеро како ликовна мотивација и уметничка мотивација и во музејските витрини. Како лајт мотив, како некоја инспирација ми е подводниот свет. Меѓутоа во овие дела, како што кажа и Камило Ракана, преку нашите разговори имам користено отпечатоци од раце, како стрипс, како мали парчиња на платната, како мали црни парчиња на платната, со стилизирани фигуративни моменти кои се истовремено абстрактизирани во ова дело. Ако се осврниме на структурата, сум многу инспириран од зрачењето, од самото зрачење на водата, на Охридската вода. Знаете, Охрид, например, има еден феномен во Охрид, светлината се менува најмалку 5 пати во денот. 5 пати во денот имаме различна светлина, различни бои, различни одблесоци. Еден одблесок од нешто нематеријално, од материјално претворено во нематеријално и обратно. Тоа е некаква циклична природна работа која се случува во природата, односно во Охридското езеро, и знаеме, ние сме направени и од вода така. Нурни во мене е малку символичен наслов, затоа што ова е повик секој да нурне во себе и потрага по себе си. Уметноста не може да го промени светот како таква, меѓутоа може многу да придонесе. Во овој случај, во осврнувањето кон себе. Не во бегство, него во повторно себе пронаоѓање. Ова е тоа, кога ќе направиш изложба, тука гледаш што има, тука го гледаме резултатот. Тука го гледа и самиот уметник резултатот. Друго е во ателје, една слика на друга, во работна атмосфера може да ти е добра, меѓутоа кога ќе ја види уметникот
во галериско светло, во галериски простор како целина, цела идеја, што сакал да ја прикаже, тогаш гледаме гледа што направил прво тој. И најдобро е да молчи и да остави да тече.